Денес состојбата со пожари на отворен простор е подобра во однос на вчера, но повторно до сега имаме 20 пожари. Од нив 8 се активни во овој момент. Повторно, како најкомплексен пожар за гасење, останува пожарот на територијата на општина Студеничани над село Рамни Габер. Цел ден действуваат ер-тракторите, значително е намален поголем дел од горните краци, но потребно е уште многу работа за истиот да биде изгаснат. Наредниот пожар е пожарот на територијата на општина Македонски Брод во атарот на село Драговдол, каде што веќе втор ден работи модулот на Дирекцијата за заштита и спасување за шумски пожари, составен од 25 доброволни пожарникари од различни доброволни противпожарни друштва и 5 оперативци на Дирекцијата за заштита и спасување. Има значаен напредок и воспоставена е значителна контрола. Тој пожар се одвива на тешко пристапен карпес терен, каде што движењето на луѓе е значително отежното. Исто така се уште имаме пожар во општина Новаци, кај село Маково и кон село Црничани, гори ниска вегетација и деградирана шума, но очекувам во текот на денешниот ден овој пожар кој што се одвива на место каде што има неексплодирани убојни средства, по напуштањето на ова место да биде совладан. Попладне во изби пожар и во атарот на село Салъп во општина Велес. Пожарникарите водат жестока битка за да го заштитат селото. Пожарот е сериозен, но верувам во велешките пожарникари и верувам дека ќе се воспостави контрола и селото нема да биде загрозено, а овој пожар очекувам и денес да биде изгаснат. На територијата на општина Струга имавме два пожари, едниот е се уште активен во атарот на село Делогожда. Гори ниска вегетација, трева, грмушки, трње, но зафати голема површина. Овде локалните жители дадоа голема поддршка и голема благодарност до нив, бидејќи масовно излегува и помагат на пожарникарите од Струга. Пожар попладне во изби на територијата на општина Крушево и тоа во атарот на село Борино и село Житоше, кој што се протега на тешко пристапен терен и таму ќе биде упатен еден полициски хеликоптер кој што набрзо треба да започне со дејство, бидејќи во близина има непосреден извор на заполнење на вода. На територијата на општина Куманово имаме пожар кај село Новоселјане, гори стрништи и ниска вегетација. Овој пожар не е проблематичен, мислам дека набрзо ќе биде изгаснат. Се разбира, за жал, до крајот на денот ќе се појават и нови пожари. Уште еднаш апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни. Доволно е само искра за вистинска катастрофа.